На сите ни е познат зелениот зачин кој е најчесто употребуван во кујната на секоја домаќинка и секако во природните лекови кои се подготвуваат дома. Макдоносот е растение кое има огромно нутритивно и значајно лековито дејство, а за да се произведе кај нас е многу лесно, па токму затоа и многу се одгледува. Макдоносо секој може да го произведе ако сака. Тоа е едногодишно растение, а има од 5 до 6 жетви у годината, што значи секој месец се ждее понешка. Го седеш улеја, може наред, а може и сачма да го седеш. Како сакаш така? Од семе, да. Од семе. Иначе доходовно нешто е и повеќе пати се жнее. Нема човек кој за Макдоносот не знае и кој не го употребувал, но секој на свој начин. Макдонос у се. У јадење се става, у зимница може да ставиш и добар е. Го користиме за ориз, граф, леќе, секакви производи користиме и често го купуваме. Го манџа во салата. Поради големата содржина на витамини од групата Б, магнезиум и калиум, Макдоносот го смирува нервниот систем и ја подобрува концентрацијата и памтењето. Витаминот B6 кој го има во оваа билка го регулира нивото на шеќерот во крвта, па затоа Макдоносот е природен лек и за дијабетичарите. Макдоносот потекнува од Иран, но е употребуван насекаде во светот токму поради здравите карактеристики кои ги поседува. На градскиот пазар Макдоносот се продаваше по цена од 10 денари за китка. Лошото време не ги спречи штипјани да испазарат на градскиот пазар, а најбараните производители ја можеа да ги купат по следниве цени. Кромит 40, компир 40 и цвекло 40 денари за килограм, марула 30 и зелка 50 денари за парче, домат од 130 до 150 денари, банана 70, портокал 50, јаболка 30 и лимон 60 денари за килограм.